Изведувачите на најслушаната песна од минатогодишното издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест, Пајак и Лара, го кренаа фестивалското знаме и со тоа го означија почетокот на овогодинишното 38 издание. Во двете фестивалски вечери присутните ќе може да слушнат 26 новокомпонирани забавни мелодии, од кои 13 на првата вечер. 5 од тие 13 со гласање од публиката и 7-членно жири ќе се слушнат и на втората вечер, заедно со уште 13 нови. Немаме класична дебитантска вечер, затоа што поголем дел од учесниците на овогодинешниот Макфест буквално живеат и работат единствено само музика и затоа ние не можеме да ги класифицираме како дебитанти. На фестивалот ќе има 26 ново компонирани забавни мелодии, истите ќе бидат представени во двете фестивалски вечери. Градоначалникот во име на општина Штип како институција која е организатор на фестивалот и уметничкиот директор Роберт Саздов посочија дека оваа година очекуваат да се надмине минатогодишниот интерес. Концептот изискувал многу подготовки, но денеска процесот е заокружен и се е подготвено за вечерва. Се трудиме да создадеме нови вредности на Макфест кои што ќе го означат новото време со соодветни композиции кои што се прилагодени на модерното време и се надевам дека и оваа година ќе се пласираат вистински хитови со кои што практично ќе остават белег на оваа време. Имаме оваа година многу добар избор на песни, имаме одлични изведувачи и млади и искусни и дебитанти и така. Од сите возрасти имаме музика од сите жанрови. Ќе биде одлично. Мислам, тоа ви го ветувам, ќе бидете сите пријатно изненадени. Навистина направивме, јас и Јован Јованов направивме селекцијата и ги контактиравме пејачите. И оваа година јас очекувам дека ќе го надминеме минатогодишното издание. А од минатогодишното издание на фестивалот до денес, Бела на Пајак и Лара остана убедливо најслушана композиција. За наградата ја истакнаа својата благодарност и посочија дека и оваа година очекуваат квалитетни композиции. Ние сме презадоволни, навистина ни е огромна честа што можеме да ја примеме наградата за најслушана песна. Бела е песна која што навистина стана покрај хит тука во Македонија и поширока, балкански хит. Благодарни сме што цела Македонија ни беше поддршка, а и пошироко, дека македонскиот јазик се слушна и надвор, дека тоа е многу како сега добро што со една песна ја проширивме многу нашата музика и култура реално. Да, и македонскиот јазик. Сите почна и да учат тоа сладка си кога си нервозна. Да. Беше фраза која што ја препознава и на социјалните мрежи и сега каде што се вртеше песната. Фестивалот Макфест нов концепт има од минатата година. Се укинаа класичните прва, втора и трета награда, па годинава ќе се додели само наградата за најслушана песна меѓу двата фестивала.